Подрачното оделение на Министерството за правда во Кочани, односно подрачната канцеларија на Управата за водење матични книги, од оваа седмица се наоѓа на нови простории кај поранешен фонд за пензиско и инвалидско осигурување. Обезбедени се со шалтерски системи просторија за администрација, а вработени се неколку матичари и други соработници и советници кои што ја извршуваат целокупната работа од областа на матичното работење за потребите на граѓаните на територијата на општина Кочани. Тука се пријавуваат сите раѓања на територијата на општина Кочани и раѓањата на нашите граѓани кои живеат на територија на општина Кочани, а се родени во странство. Исто така тука се пријавува и за склучување на бракови кои се склучуваат во просториите на салата на општина Кочани и бракови по желба на граѓаните, секако тоа е плативо, каде што ако имаат можност финансиски тоа да го поддржат на лице место, односно во ресторанот каде што се случува веселбата или на некое друго атрактивно место. Исто така тука се пријавуваат и браковите склучени во странство, а за лицата кои живеат, кои имаат постојано живеалиште на територија на општина Кочани, како и смртните случаеви кои се случуваат на територијата на општина Кочани и смртни случаеви настанати во странство, а лицата се родени, значи не мора да се жители на општина Кочани, ако се родени на територијата на општина Кочани, а смртта настанала во странство, таа се пријавува тука во подрачната канцеларија Кочани. Издвојувањето од МВР е согласно прописите кои што ги налага Европската унија, а тоа е градската матична служба да се одели од Министерството за внатрешни работи. Вучков додава дека старите простории кај зградата на поранешен бетон не беа соодветни за нормално извршување на дејноста и комплетна услуга на граѓаните. Новите простории се во сопственост на Република Македонија и се доделени на Управата за водење матични книги подрачна канцеларија Кочани. Вучков додава дека вадењето на личните карти и пасоши остануваат во надлежност на Министерството за внатрешни работи.